Досега зборувавме и кажавме повеќе работи во врска со чашата на спасението, што представува спасението. И само би нагласил дека спасението значи представува Божи дар. И како што подлабоко видовме, тоа представува целиот Христос, како што самиот апостол Павле напишал во Римјаните 8 глава, еве да го повторам тој стих. Значи, Римјаните 8 глава, секојаш е проблем да се издвои само еден стих, ќе мора да прочитам повеќе поред, за да го имаме контекстот. Како? 8 глава, да. 8 глава. Ке почнем од 31 стих. Тука во новиот превод, тој последен одсек од главата носи наслов Величието на Божјата љубов. Што да речеме пак на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе е против нас? Има ли одговор на опрашање? Силни, охрабрувачки, оптимистички зборови. И сега 32-тот, тој ми беше главниот. Оној кој не го поштеди ниту својот собствен син, туку го предаде за нас сите, зарем нема да ни подари со него се? Значи, Христос е целиот дар што Господ го дава на човештвото. И тој е доволен, затоа што преку Христа Господ ни дал се. Не ни треба ништо повеќе, ако го имаме Христос. Точно или не точно? Кој ќе ги обвини избраниците Божји? Види како друго охрабрувачко прашање. Ако е Бог тој кој ги оправдува, ако е Бог на ваша страна, ако Бог ве брани, ве оправдува, кој е тој што ќе ве обвини? Кој е тој што ќе ве осуди? Како и рече Исус на жената фатена во прелюба, а која што служеше само како местенка против него, целиот тој случај. Жено, кај се тие што те осудуваа? Нема ниту еден. Ни јас не те осудувам. Значи, ако Христос не осудува, ако Христос дури не оправдува, кој е тој што може да не осуди? Нема никој. Разотидени се, замолкнати се. 34 стих. Кој е тој што ќе суди? Христос Исус кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас. Кој ќе не одвои од љубовта Божја или Христова? Има ли нешто што може да не одвои од Христовата љубов? Каква е па оваа мисла? Дали неволјата, или маката, или прогонот, или гладот, или голотијата, или погибелта, или мечот? Како што е напишено, заради тебе секогаш не убиваат, не сметаат како овци за клање. Но во сето тоа стануваме повеќе од победници преку оној кој не возлюби. Зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак кој било друго создание, нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Прекрасни зборови.
Ако се наоѓаме во моменти на разочараност, на слабост, малаксаност, тага, неволја, да ги прочитаме овие зборови. Ке значат, ке представуваат големо храбрување во тие моменти. Преку Христа Господ ни подарил се. Ако го имаме Христос, имаме се. Ако го немаме Христос, што имаме? Малку загадочно прашање. Заради Христа, сите луѓе живеат, дишат, имаат и овој биолошки живот, го имаат од Него. Преку еден дојде гревот, преку еден дојде смртта, преку еден дојде осудата, Римјаните 5 глава, преку еден доаѓа оправданието, преку еден доаѓа спасението, преку еден доаѓа животот. Тој контраст меѓу Адама и Христа. Еден. Колку мине се потребни за нашето спасение? Еден, ама вреден. Колку мине посредници не се потребни пред Божиот престол? Еден, и тој е доволен. Зошто? Бидејќи преку Христа Исуса имаме се. Не ни се потребни други. Или ни се потребни. Кога би прашале, а добро, зашто тогаш луѓето се молат на разни светци? Ги нарекуваат дури застапници пред Божиот престол. Тоа особено кога ќе починат, тогаш застануваат застапници пред Божиот престол. Зошто постои и таа мариолатрија, која што повеќе во католичката црква. Меѓуто и во православната црква постои еден литургиски возглас. Во секоја литургија на почетокот се кажува оваа молитва. Не знам точно како гласи, како и се обраќаат. Мислам Богородице, Дево. И сега вели спаси ме. Како да ја разбереме таа молитва? Се трудам да ја разберам, никога не можам да ја разберам. Како можела Марија да не спаси? Значи, вечерва сакам да ја истакнам и по повод на канонизацијата на мајка Тереза, која што дигна голема прашина и во странскиот печат, овој настан. Да ја истакнам онаа вистина која што реформацијата особено ја нагласи. Дека само Христос е посредник меѓу Бога и луѓето. Само Христос е тој едниот преку кого дошло спасението, оправданието за живот, спасението. Само Христос бил безгрешното јагне кое што можело да не откупи, да се принесе на жртва за светот. Само Христос бил оној кој што воскреснал со својата божествена сила. Секој друг бил воскреснат од неговата сила. Само Христос е единородниот Божи син. Никој друг не е таков по природа. А мнозина други тоа стануваат по посинување. И повторно да речеме, по трет пат, зборовите на апостол Павле до Тимотеј. Еден е Бог и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето. Човекот Христос Исус ја нагласува неговата човечка природа, неговото човештво. Христовата човечка природа, вели Елена Вајд, е се, представува се за нас. Само преку фактот што Христос ја зел нашата природа, ние имаме врска со Бога и ние можеме денес да се облечеме во божествената, односно изразот е да имаме удел во божествената природа.
Само Христос. Кога би ги прашале, например, често сум го сретнал тоа, мнозина свештеници, например православието, зашто се молите на светци? Зашто имате светци? Одговорот е теолошки онака испеглан. Па знаете, тоа е исто како ако вие сега замолите некој друг да се моли за вас. Ако ја замолам Зорица и сите вас да ја замолам, се молите за мене. Значи, јас само барам ваша солидарност, ваша помош и сега тоа исто можем да го правам со Свети Илија, Свети... сега тоа е друго прашање, да. Значи, барам тие да се застапуваат за мене пред Божиот престол. Но, оно што јас сакам да го нагласам, на сосема друга тема е, значи, состојбата на мртвите, е што самите верници во православието не го разбираат тоа така. Они убаво си разбираат дека светците се, значи, они не даваат теолошки испеглани одговори, туку си окажуваат она искрено што си го мислат. За нив светците се богови и божици. И буквално овие зборови мене ми беа кажани од еден многу културен и образован грк, Данило го познава, од Атина. Тој еднаш мене ми рече 97 година, ние православните немаме само еден Бог. Ние имаме уште, покрај Христа вели, ние имаме уште 1000 богови и божици. Со тие зборови. Тој искрено го признава идолскиот однос што постои меѓу обичниот народ и светците. Тој беше пријател на татко ми што го посетивме тоа Платон си. Пошто и познаваме повеќе атињаните. Тоа што се извинувам, што не бев прецизен. Исто така, тоа го гледаме во праксата на самите православни народи, например. Зборам за православните, бидејќи тие не се по-фамилиарни, по-познати од нашето поднебие. Во самото православие постои израз култот на Девица Марија. Култот, пример, на Свети Никола. Се употребува тој збор култ. Знаете што значи култ? Во Комунистичката партија на Советскиот сојуз на 20-тиот конгрес 1956 година го воведе терминот култот на личност на Јосиф Сталин. Култ значи обожување, значи идолски однос, ако предметот на тоа обожување е некој друг, а не единствениот вистински Бог. Луѓето, значи, своето многобожство сакаат да се го тераат и понатаму. Црквата, за жал, тоа им го дозволила. Само што бара некои теолошки оправдание, како да ги наречам, за да ги испегла или да ги помири некако тие две работи, Евангелието со желбата на народот да му се клања секому и на се нешто. И од секого и од се нешто да бара и да очекува помош, само не од Исуса Христа. Единствениот преку кого можеме да имаме се. И во целото христијанство, за жал, ова представува една голема злоупотреба на верата. Ова е злоупотреба пред се на самите личности, на самите верници кои што живееле еден богоугоден и посветен живот на оваа земја и кои што многу децении после нивната смрт биле прогласувани за светци и така натаму. Ова е злоупотреба на самата Богородица Дева Марија. Таа навистина прорекла ќе бидам благословувана од сите генерации. Чи нема ништо лошо да имаме почит кон оние верници кои што живееле посветен живот на земјата. Нема ништо лошо да имаме почит кон Дева Марија, но тоа не смее да премине некои граници.
какви што премина, например, во католичката црква, каде што Марија е прогласана за коредемптрикс, сооткупителка. Значи, не е Христос единствениот откупител. И Марија го откупила човештвото. Сооткупителка. Како е тоа можно? Интересно е, дали знаете која е последната католичка догма, измислена во 20. век, некаде 1950 година, која не се лажам, прогласена. Тоа е догмата за безгрешното зачнување на Девица Марија. Значи, од 1950 година наваму, значи, тоа старите католици воопшто немале поим за тоа, замислите, 20 векови скоро, 19, не. Католичката црква верува, значи, од минатиот век наваму, дека како и Христос и Марија била безгрешно зачната во утробата на нејзината мајка, како тоа можно, кога Марија си имала земски татко, кога Марија е производ на полов однос, како и сите ние, а што не било случај со Христа. Кога Марија е родена со грешна природа, со отугеност од Бога, не е родена со Светиот Дух. Но ете, папата кој ќе рече нешто, милиарди тоа се спремни да го веруваат, па макар било и најнелогично и најнеодржливо во моментот. Би сакал да ви кажам некои занимливости во врска со неодамнешната канонизација на мајка Тереза. Прво да кажам некои небитни работи, а имаме право да ги кажеме, затоа што како граѓани на Република Македонија имаме право да критикуваме нашата влада за тоа зашто се ги троши јавните пари. Така. Имаме право или не? Имаме право. Јас колко што знам, ако Гонџа Бојаджио е родена во Скопје, во време кога не постоела ниту Југословенска Република Македонија, значи, во време кога тоа било Отоманска империја, како што знам, и Мустафа Кемал е роден во Битола, во време кога тоа било Отоманска империја. Тогаш, зашто македонската влада организира цел куп свечености по повод канонизацијата на мајка Тереза, а не организира свечености по повод, да речеме, родендени или прослави на Кемал Ататурк? Сега доаѓаме до тоа. Македонската држава себе се прогласува за секуларна држава. Македонската академија на науките и уметностите е секуларна институција. Кога одеднаш секуларни институции и секуларна држава се занимаваат со религиозни култови, како например канонизација на светци, што е тоа за нив толку битно? За нив тоа не е битно, верувајте. Македонската влада покажа оваа година дека и Кирил и Методи не се битни за нив. Знаете како се откри тоа? Како се раскринка пред јавноста македонската влада и покажа само еднаш, со еден кикс, покажа дека и Кирил и Методи не се битни за нив. Кирил и Методи се многу битни затоа што тие, како и протестантските реформатори после нив, ја преведувале Библијата. Тие се наречени просветители затоа што ни го дале Словото за да не просветли. И сега нивниот празник се слави како просветарски празник, а на било кој просветар, кој што ќе се дрзне од Библија да им зборува на учениците во школа, следува санкции и казни. Значи, секуларните власти водат антипросветарска политика, антибиблиска политика, затоа е секуларна. Што значи, Кирил и Методи не се многу битни. Кирил и Методи не бил битниот. Битен бил папата. Затоа одат во Рим.
на 24. мај секоја година. И оваа година го направија тој кикс да отидат во Рим 6 дена или неколку дена, не знам точно, да не сгрешам, мислам 6 дена беа, пред 24. мај. Не на 24. мај. Значи, не се битни Кирил и Методи. Зошто отишле да ја прават таа церемонија неколку дена пред датумот, пред празникот? Затоа што на 24. мај папата не моло да биде во Рим. И па затоа било сето тоа организирано пред тоа. Значи, не се битни Кирил и Методи, битен бил папата. Кога сме кај мајка Тереза, должен сум да предупредам дека и ја лично против неја немам ништо, иако британскиот печат деновиве изнесе сериозни обвинувања за нејзина сметка, што дори ме изненади. Британскиот печат. Но јас не се занимавам со тоа, ќе ги игнорирам тие обвинувања, бидејќи против неја немам ништо, но само зборувам за злоупотреба. Дали знаете, например, пред да ги кажам овие занимливости, дали знаете како католиците успеале, како Рим успеал да ги покори црквите во Ирска, кои што долги векови давале отпор и не сакале да бидат под папска власт. Дали знаете со која финта Рим успеал да ги покори? Не со војна, не со прогонства, не со подкуп, со една проста финта. Значи, ирските христијани со векови се пружале отпор, се опирале на папството, затоа што тие верувале во она христијанство кое што им го проповедал Свети Патрик во 4. век во Ирска. Они што им го однел Евангелието во Ирска во тоа време. И тие гледале дека она што го примиле како вера, како наука од Свети Патрик е различно од ова што Рим го проповеда. Не е тоа истата вера. Не е тоа истата наука. Не помогнале ни прогонства, ни војни, ни меч, ни ласкања, ни ветувања, подкуп. И на крај Рим се послужил со една финта. И на таа финта народот паднал. Еве зашто е опасно да имаме култен однос кон светците, колку год да биле тие верни луѓе во минатото и посветени луѓе. Тие мистари рекле, па Свети Патрик е наш, па тој е наш светец. Па ние сме иста вера. И ние го признаваме Свети Патрик, тој е наш. И замислите со колку ефтина финта ирците станале, значи влегле под юрисдикција на Рим. Па тој е наш. И како ваш? Ако немате иста вера, ако немате иста наука. Народот веќе престанал да размислува за тоа. Зошто? Зато што народот веќе имал изградено култен однос кон Свети Патрик и затоа престанал да размислува за вистината што Патрик ја проповедал, а побитен бил Патрик како светец, значи неговиот култ. Католичката црква, за да прогласи некого за светец, се служи со фалсификати, како и низ историјата, често пати. Например, таа има восстановено едно смешно правило, ќе кажам зашто е смешно. Именно за да биде некој прогласан за светец, наводно требало да се случат 2 чуда. После смртта на светителот, или светицата, односно кандидатот за канонизација. И сега се поставува прашање, ако некој не е се уште светец, значи не е светец, кој е тој што ќе му се моли на таквиот, па да добие исцеление или да се случи некој чудо, кога тој не е светец? Кој е тој што му се моли на таквиот? Кои се тие луѓе што воопшто се молат на некој што се уште не е светец?
Кои се тие што и се молеле на мајка Тереза пред таа да биде прогласена за светица? Па да се случат чуда. Дали знаете кои се наводните чуда што се случиле во врска со канонизацијата на мајка Тереза? Едната жена е од Индија и таа е вистинска, реална, че не е измислена личност, а втората личност е скрос измислена. Првата жена се вика Моника Бесра. Според тврдењето на Ватикан, била исцелена од тумор на мозокот како резултат на молитва за исцеление кон мајка Тереза. Ова чудо се случило уште во времето на Јован Павле II и тогаш послужило како повод тогашниот папа Јован Павле II да ја беатификува мајка Тереза, односно да ја прогласи за блажена. Тоа е како некој прв степен до прогласување за светец. Интересно е, некој се занимава овие денови со испитување на тој случај. На интернет, се разбира. И видите што открија. Лекарите од Индија, кои што ја познавале Моника Бесра и кои што се занимавале со неја како пациент, тврдат дека во врска со нејзиниот случај воопшто не се случило никакво чудо. Да. Што е уште поинтересно, тврдат дека Моника Бесра воопшто не патела од тумор на мозокот, туку имала туберкулоза, која што поточно се проширила на лимфните жлезди. Значи, тоа е сосема друга диагноза. Ватикан е сгрешил диагнозата. Но тоа не е битно. Ватикан знае дека нема никакво чудо. Него му треба некој фалсификат кој што може и да не е толку вешто составен, кој што ќе го продаде ефтино, и тоа повеќе не е битно. И ќе паднат простите маси на тој фалсификат со македонските институции, влада, ману и така натаму. Колку смешни па овие изгледаат во однос на овие факти. За глупости. Доктор Рањан Муштахпи, лекарот кој што 9 месеци се занимавал и ја лечел Моника Бесра, тврди дека за тие 9 месеци и пропишувал и биле давани антитуберкулозни лекови и дека како резултат на тоа, значи според неговото тврдење, била излечена цистата на лимфната жлезда кај Моника Бесра. Оно што исто така интересно е дека низиниот сопруг исто така тврдел дека во случајот на жена му не се случило никакво чудо. Но оно што е поинтересно е дека сопругот го сменил мислењето, откако Римокатоличката црква ги платила сите трошоци за низиното лекување. Ева се, овие факти нема да ги слушнете ни на македонските медиуми, ни на во западните медиуми. А сега да го слушнеме вториот случај. Значи, тоа било тогаш во време, значи Моника Бесра во времето на Јован Павле II, што послужило за нејзина беатификација. А вториот случај што требало да послужи за канонизацијата, значи сега овие денови, е сосема измислен случај. Наводно некој човек од Бразил, се кажува некој бразилец бил излечен со молитва кон мајка Тереза. Оно што е интересно е дека ниту еден католички ватикански извор не кажува ниту име, ниту презиме, ниту место на овој човек во Бразил. Овој човек, значи, е потполно измислен. Не постои. Да, без име и презиме, да. Интересно, ја дори размислав, па Бразил е многу погоден ако треба да се измисли личност. Бразил е многу згоден за тоа. Во Бразил е најголемата католичка земја. Во Бразил постојат джунгли. Пределот, долги години се зборуваше дека пределот околу Амазон
е се уште неистражен целосно, дека се уште постојат големи подрачја кај што не стапнала човечка нога. Значи, постојат населби на домородци, на дивјаци, кои што не се влезени во географски карти, па ни во Google Maps. Значи, ако треба да се истрасе некој име, може да се одракав да се каже некој да се смести во некој село таму во Амазонија и оди најди го. Но не постои никакво име. Тоа е комплетно измислен случај. Значи, сегашниот папа, кој што е веќе препознат и од многу светски аналитичари како активен агент на новиот светски поредок, на глобалната фашистичка диктатура која што се подготвува, не и прави никаква чест на мајка Тереза со тоа што тој ја прогласува за светица. Истиот овој папа, дали знаете, истиот овој папа, Фрањо, за светец има прогласено еден американец, го заборев неговото име, него забележав за вечера, ако ве интересира ќе се потрудам друг пат да го кажам. Ако ве интересира да не би супер дека ја го измислив. Има прогласено за светец еден американец кој што се прославил со тоа што истребувал индијанци во 19. век. Ама светец. Ајде, некој попознат случај за нас, на овие простори. Истиот овој папа се подготвува да прогласи за светец еден фашистички злосторник од Втората светска војна. Хрватскиот кардинал Алојзиј Степинец. Па тогаш, каква чести се прави на мајка Тереза, ако и ова е светица, и фашистиве се светци. Од истиот папа. Се прави некоја чест? Јас се сеќавам, имало еден случај кога некој, го заборев кој беше, ја вратил Нобеловата награда. Некој што ја примил Нобеловата награда, ја вратил, кога дознал на кому друг му е доделена. Имаше еден случај кај што се сеќавам, мислам Битлсите беа, ја вратија наградата, некоја награда што кралицата им ја дала. Откако Британија, дали беше некоја војна, не се Виетнамската војна. Кога Британија реши да учества во Виетнамската војна, на страната на САД, Битлсите ја вратија наградата што ја примили од кралицата, како протест против тоа. Против учеството на нивната земја во војна. Значи, не се прави никаква чест на овие лица, ако со фалсификати особено, се прогласуваат за светци од страна на некои кои што во тоа друштво става и војни злосторници и луѓе кои што се само не Христови следбеници. Меѓутоа народот, како и државни институции, се заслепени од гревот пред се продадени и мнозина умираат и пропаѓаат затоа што единствениот кој што спасува, единствениот кој што оправдува, Исус Христос не е во преден план, не е во центарот на нивното внимание. А токму тој е оној што ќе дојде. Кога Христос ќе дојде, Христос ќе дојде. Второто Христово доаѓање ќе биде најславниот настан во историјата на овој свет, ќе го означи крајот на историјата на овој свет. И нашата подготовка треба да биде како ќе се сретнеме со Христа. Ние можеби немаме вакви светци и не им се кланяме и не им се молиме ним, меѓутоа и ние знаеме да бидеме прелажени со разни авторитети. Со овој проповедник, или со авторитетот на Генерална конференција, или со авторитетот на Унија, мисија и така натаму.
Или ако ми рече Полсон да ве дадам на суд, ќе ве дадам на суд. Исто како да ако рече Полсон да скокнем од 17 спрат, ќе скокнем од 17 спрат. Некои детишки теолози така се однесуваа. И резултат на тоа е и сето ова беззаконие што се случи во црквата во Македонија, уште од 90-тите години. Значи, ете, не се кланяме ние на светци, не се молиме на светци, меѓутоа, на местото на Христовиот авторитет, ние сакаме да ставиме некој друг. Било да е тоа председател на геоконференција, било да е тоа локалниот проповедник, се едно. Секојаш кога на местото на Христа, во нашиот живот, ставаме некој друг, колку и да е тој друг, вреден, посветен, Христов следбеник, ние сигурно скренуваме, се отклонуваме од вистинската патека. И тоа историјата го покажува со конкретни последици. Најдобар примерот на ирците со Свети Патрик. На местото на Христа не треба да ставиме никој друг, колку и да е тој вреден и заслужен. Бидејќи само така ќе бидеме укотвени во вистината. И само така ќе обстанеме, нема да бидеме прелажени, нема да бидеме бутнати од бурата, ако нашата куќа е изградена на камен, нема да бидеме изрешетани, нема да се откажеме од верата кога ќе настапи искушение и прогонство. Нека му е фала и слава вечно. Амин.